Скопската котлина, како дел од Анзабегово-Вршничката културна група, е населувана уште во времето на раниот неолит. Населби од раниот неолит засега се потврдени во Говорлево, Тумба Маџари, Мршевци, Слатина од Зелениково. Населбата Тумба Маџари својот економски и културен сјај ова населба го доживеала во средниот, во развиениот неолит. Тој е периодот од 5800 години до 5300 години пред нашата ера. Куќите во Тумба Маџари се надземни објекти, градени во духот на неолитската градежна традиција. Тоа се цврсти објекти со правоаголна и квадратна основа. Конструкцијата на куќите се градела со вкопување на дрвени столбови и просторот меѓу дрвените столбови бил исполнет со преплет од гранки, од прачки. Тоа е едниот начин на градење на зидовите на куќите. Друг начин на градење на зидовите е просторот меѓу носечките дрвени столбови да биде исполнет со хоризонтално или со вертикално редени дрвени греди. Во внатрешноста на куќите наоѓа неразновиден движен и недвижен инвентар. Од недвижниот инвентар наоѓани се печки, огништа, а во некои од куќите наоѓани се и мини амбарчиња или силоси во кои што се чувала зрнаста храна или друг вид на храна. Од движниот инвентар најзастапени се садовите. Тоа се садови за секојдневна употреба со разни форми и разновидна декорација. Како карактеристика на неолитот во Анзабегово-Вршничката културна група е флоралниот стил на декорирање на површината на керамичката површина. Од другиот движен керамички материјал се издвојува една посебна категорија на предмети. Тоа се култните предмети или култните жртвеници. Разликуваме три типа на култни жртвеници. Најкарактеристична и единствена за територијата на Република Македонија, тоа се представите на култот на големата мајка. Овие жртвеници се сушност комбинација на два елемента. Во долниот дел на жртвеникот представена е куќата. Куќата најчесто е представена со стилизирана форма, а горниот дел каде што е покривот, каде што очекуваме да биде представен оджакот, представен е цилиндар со антропоморфна изведба, односно со изведба на жената. Најстарите остатоци, најстарите траги на живот и во таков интензитет и со таков карактер се откриени на калето токму од милениумите, крај на 5 и 4 милениум, па надолу. Населбата е сосем од нов тип, куќите се во добра мерка вкопувани во земја како земјенки на целиот простор на сегашното Скопско кале и неговите источни падини, на кај Старата чаршија, на кај Свети Спас, на кај тие тераси било исполнето со живење, со остатоци од енеолитско живење. Таа ќе се развива и во бронзаното време до почетокот на железното време и после настанува еден голем прекин све до раниот среден век.
ја имаме античката македонска држава со своји кралеви, со своји владетели, со своји династии и центри. Скопската котлина е на истото буквално културно ниво, на истото равниште во текот на изненадувачки за вака континентална област која е централно балканска во својата географија, но во текот на 5-тиот и 4-тиот век пред нашата ера, Скопско ги има тие мали градчиња кои покажуваат многу високо културно ниво и равниште кое во ништо не заостанува зад јужните области. Тие градчиња какви што се на градиште Средно Нерези, на Зајчев, на градиште Бразда, на Исар Студеничени, на Варвара, на Бучинци, градиште Бучинци, повеќе од нив ги има околу Скопје. По материјалните остатоци, по културните вредности што ги откриваме, тоа се убави градчиња со луксузна роба, со организиран до некаде живот на нив, плански воден и со степен на изненадувачки висока културна развиеност. Територијата која е историски посведочена како територија на агријаните, поточно на најсеверното пајонско племе, кое е имало посебно место и задача во одбраната на античка Македонија и во целиот тој систем на антички, условно кажано, македонски свет, затоа што културно оваа област во целост одговара и е врзана за тој свет. За Македонското кралство во времето на Филип и Александар, исто така било од особено значење освојањето на денешниот северен дел на Македонија, односно Скопската област и ставање под македонска власт. Во периодот на Филип, пајонците, односно во случајов племето Агријани, влегуваат во составот на македонската држава. Тие секогаш биле во специфични релации со администрацијата македонска, некогаш во подобри, некогаш во полоши односи, но биле од клучно значење за стабилноста, за безбедноста на античка Македонија, се до оној момент додека не бидат инкорпорирани во таква една цврста администрација која ќе има својата престолнина нели во Пела и која ќе може да планира поход на исток во кој што ова население како најдоверливо имала крунско место во организирање на походот на исток на Александар и воопшто на одбраната на античка Македонија. Александар Македонски пред својот поход на исток во Персија 336 година, имајќи го предвид стратегиското значење на своите соседи и својата позедина да ја остави мирна, во 336 година тргнува поход против гетите за Дунав и против трибалите кои што се побуниле мислејќи да го спречат неговиот поход на исток. Потоа се упатил на југ кон Теба, ја сравнил со земја, ги принудил хеленските полиси да го прифатат како хегемон над хелените и потоа се упатил на исток. Во походот на исток, Александар Македонски од Балканот како своји сојузници ги повел дарданците, агријаните и војски на хеленските полиси. На Скопското кали имаме остатоци од тоа време, кога околу се оние мали градчиња што ги спомнавме. Скопското кале не бил пуст срт, напуштен срт, напротив, имаме остатоци од 4-тиот век, многу убави наоди од 5-тиот и од 4-тиот век, но немаме слоеви на населбинско живење. Значи, немаме остатоци од населба на овој простор. Тие наоди се откриваат во форма на одредени ритуални јами, култни наоди. Просторот во секој случај бил користен за некаква намена, најверојатно од овој карактер, затоа што такви ни се наодите, значи жртвени јами во кои што биле жртвувани животни, као животински жртви прилагани, храна прилагана, дури и монети. Имаме во една јама
откриено и монета на Александар III Македонски. Тие градчиња замираат токму во време на келтската наезда. Следниот век е исполнет со такви бурни историски настани кои значат борба меѓу келтите и античката македонска држава, меѓу подоцна навлегувањето на римјаните на Балкан, па борба меѓу првите римски гувернери и војсководци со античка Македонија. И сето тоа се случува во третиот век и вториот век, време исполнето со такви историски настани кои не овозможуваат мирен, стабилен, стоечки живот во кој ќе се градат локални културни вредности, градови кои ќе се развиваат несметано. После такви историски настани, овој простор не можел брзо да се врати животот во него, затоа што и историските извори кажуваат колкава и каква наезда била во прашање и какво пустошење било во прашање, така што никулците на првите веќе градови, антички градови после тоа, се на позиција која што повеќе одговара за такви потреби. Скопската котлина има особено стратегиско значење за римјаните за нивното освојање на север. Царот Октавијан Август, имајќи го преди стратегиското значење на областа во Северна Македонија, го гради градот Скупи како воен центар. Со доаѓањето на римјаните на оваа територија се смета дека две римски легии, петата македонска и четвртата скитска, биле или само едната од нив, биле лоцирани некаде на подрачјето на Скупи, според некои мислења, и на истата територија каде подоцна израснала колонијата Скупи. Римскиот град Скупи се наоѓа во непосредна близина на современиот град Скопје. Градот се наоѓа под падините на така наречениот Зајчев рид, кој постои 6 до 7 векови, односно од неговите почетоци, ако се земат од првиот век пред новата ера, најновите истражувања на теренски на локацијата на античкиот град Скупи покажуваат дека неговото целосно завршување би требало да се земе во од прилика крајот на 6 или почетокот на 7 век од новата ера. Она што е битно за урбанизмот на Скупи е тоа што Скупи треба да го замислиме како неколку градови Скупи кои што екзистирале на истата локација во текот на неколку векови. Се до катастрофалниот земјотрес во 518 година, значи имаме урбано живење, организирано живење на еден високо цивилизиран римски град. Инфраструктурата на градот е на завидно цивилизацијско-градителско ниво, што и во денешна смисла можеме да им позавидиме на жителите на Скупи, бидејќи во моментот кога бил фундиран градот и решавана урбанистичката структура на градот, значи пред населувањето целото тоа е осмислено плански, поставена е, значи, структурата урбанистичката на градот, изградени се главните улици, споредните улици со целокупната инфраструктура, па потоа дури се лоцирани градбите. Биле населувани ветерани и служени војници кои по 20 до 30 години биле активни војници во римската војска, чие место на живење и потекло е во некои други региони од Римската империја, и со освојувањето, римјаните со освојувањето на нови територии, како што е освојувањето на Скопската котлина тогаш, на Балканот, и на заслужните војници им доделуваат земја во трајна собственост, така да на територијата на Скупи се најдени наоди од разни делови од Римската империја. Во тој период градот бил многу поголем по површина и опфат,
За жал за сега не знаеме колкава е таа површина, освен според некои површински согледувања дека во рано-римскиот период површината што е зафаќал градот изнесувало околу 43 хектари. Главните пунктови, главните градежни интервенции и подеми се достигнати во почетниот период, значи во рано-римскиот период. Тоа е периодот после основањето, некаде значи до крајот на 3-тиот век од нашата ера, кога се биле изградени и многу монументални градби, од кои што за сега за жал е истражувана само дел од урбанистичката структура, значи инфраструктура како што се улиците, канализационата мрежа и монументалниот театар, кој што е најголем од 4 римски театри на тлото на Република Македонија и кој што можел да собере веројатно околу 9000 гледачи. Секако дека вака развиената инфраструктура на градот, посебно развиената канализациона мрежа и водоводна мрежа во градот, упатува на тоа дека морало да постои и организирано и плански изведено добро водоснабдување на градот. За жал, со досегашните истражувања немаме докази, доволно докази за тоа, значи од каде било снабдувањето на вода во градот Скупи, но постојат некои индиции, предпоставки кои што упатуваат на тоа дека најверојатно главното водоснабдување било од падините на Скопска Црна Гора, веројатно со некој вид на акведукт кој што доведувал вода во градот Скупи и во тој случај мора да претпоставиме дека некаде на Зајчев рид постоела повеќе цистерни кои каде што водата прво се прибирала за потоа да се дистрибуира во градот. Скупи бил организиран на западен модел. Значи, вие имате двајца градоначалници, декуриони, кои што управуваат година дена им е мандатот, и имате совет, тоа е како на ден, исто као во денешна смисла, нели, советот на градот, кој што брои околу 100 луѓе. Секој од овие функционери, за да биде избран на одредена функција, морал да вложи своји средства, значи, во некоја градителска или било каква друга активност, што да придонесувало за напредокот на градот. Животот во еден римски град како што е Скупи почнувал во раните утрински часови, веднаш по изгревањето на сонцето. Значи, прво ќе замислиме вревата на колските коли кои што во тој период пристигнувале во градот, за да ги донесат сите оние неопходни намирници што биле потребни за одвивање на секојдневниот живот, почнувајќи од зеленчук, овошје и понатаму месни производи, значи сето она што било неопходно за одвивање на секојдневното живење и нивното дистрибуирање на продажните пунктови. Еве во денешна смисла, ако го замислиме, значи углавном се одвивало тоа на форумот или под покриените тротоари околу главните улици во градот. Бидејќи целиот живот во тој период главном се одвивал на улиците и на плоштадот на градот, значи целокупната трговија и целокупното занечиство се одвивало тука. Бањите истовремено не служеле само за одржување на хигиената. Тие биле места каде што скупјаните и скупјанките, значи истовремено одржувајќи ја хигиената, се запознавале, остварувале своји средби, било пријателски, било интимни средби, бидејќи моралните норми не биле идентични на денешното, но и на подоцнешното живење во доцната антика, кога христијанството со своите морални норми го превзима приматот. Значи, сексуалноста и моралот биле многу послободни во рано-римскиот период. Трансформацијата на градот како урбана структура се случува некаде во втората половина на 3-тиот век.
тој период, освен внатрешните случувања на административно и економско ниво кои што настануваат во империјата и реформи, исто и различните надворешни случувања како што се варварските продори од север и од исток допринесуваат да се промени односот на глобално ниво. Значи, наместо предходната офанзивна политика, веќе доаѓа еден период на дефензивна политика, каде што било многу поедноставно, почнувајќи од провинциите, но и на градските територии да се сведат на помали рамки. Разни варварски племиња провејуваат, тоа се војувања, тоа се напади, упади во градот, но има и населување на одредени етнички племиња, од кои племето Готи е вредно да се спомене, бидејќи тоа е племе кое тоа се припадници на таа етничка припадност, кои со себе носат една исто висока култура на живење, која може да се согледа преку влијанието кое го имаат извршено врз изведувањето, производството на одреден тип на луксузна гранчарија на територијата на Македонија и во науката е наречена македонска сива терасигилата или македонска сива гранчарија. Во рамки на истражувањата кои секоја година се одвиваат на локацијата на градот Скупи, установен е и потврден и вториот градежен подем на градот, кој се одвивал во текот на 4 век. Тоа е веќе периодот на доцната антика, кога Римската империја прави напори да се возобнови историјата, угледот и се она што значил Рим во светот. Овој бедем, обзидија на градот во 4 век, кој што има монументални размери со широчина од 3,60, упатува на тоа дека висината на бедемското обкружување во овој период била најмалку измеѓу 10 и 15 метри, што докажува дека во тој период значењето на градот во локални, но и во регионални рамки било навистина големо, затоа што за градба на една ваква монументална конструкција се потребни навистина големи државни финансиски средства. Доаѓа до еден позатворен начин на живење, значи целокупната администрација се концентрира во одредени палати, градби кои што имаат строго наменски изградени према функцијата која што ја обавуваат. Ако во рано-римскиот период имаме бањи, купатила, кај што мажите и жените можело истовремено, значи во истиот простор да бидат присутни и да ја одржуваат хигиената, веќе христијанството со званичното признавање на христијанството како официјална религија, постепено во 5 и 6 век, значи доаѓа до трансформација и доаѓа до одделување на просторите, почнувајќи од бањите, но и другите вакви јавни градби каде што имало мешање на да речеме во бањите веќе доаѓа до одвојување на машки и женски бањи или пак менување на времето кога се одржува хигиената, значи потполно едно дистанцирање во поглед на моралот. Јавните градби кои што се поврзани со практикувањето на христијанската религија ќе добијат на значење, на монументалност, на велелепност, бидејќи христијанството нормално станува државна религија, поддржавно е со државни финансиски средства и добива прима, значи, во секојдневното не са административно, но и обично живење. И на тоа упатуваат и двата монументални црковни објекти, двете ранохристијански базилики, кои што засега се откриени на територијата на градот. Комес Марцелин, касно-римски автор, кој што пишува за настаните за земјотресот во Скупи, потврдуваат дека во 517 година, кога се случил земјотресот во Скупи, граѓаните на градот
го напуштиле градот пред земјотресот и со тоа се избегнале човечките загуби, но градот претрпел катастрофални последици во смисла на рушење на објектите во градот. Со населувањето на словените, кое што археолошки е потврдено во средината на 6 век, 550-551 година, кое што се смета за година кога словените за прв пат преземиле на Балканот, археолошки се потврдени словенски наоди во околината на Скопје преку одредена садова керамика. По новите археолошки сознанија упатуваат дека екзистирањето продолжило и во текот на целиот 6 век, па и почетокот на 7 век, но тогаш веќе живеењето се трансформира, значи е организирано, но на поедноставен рурален начин, значи немаме веќе така организирано урбанистичко живеење. Така да во рано-византискиот период градот Скупи по земјотресот и по нападите на словените доживува голем пат. Не може еден земјотрес